За жал, поради лошите временски услови, дел од поканетите не успеа да присуствуваат на оваа манифестација. Настанот е во организација на Детската амбасада за сите деца во светот под мотото на овој настан едно небо за сите деца. На оваа заедничка трпеза седнаа децата без родители, децата на загинатите бранители, децата со посебни потреби, деца од семејства од социјален ризик, како и деца членови на Детската амбасада. Оваа година Детската амбасада за сите деца во светот одлучи да додели орден за носител на мирот на АДА Електрани Македонија Елем, а плакета за пријател на децата оваа година добија Христијан Тодоровски, акционерското друштво Алкалоид и хотелот Инекс Горица, изјави Александра Северковска Стојановска, извршен директор на Детската амбасада за сите деца во светот. На божикниот ручек на ова божикна трпеза седна околу 500 деца од различни целни групи, деца на загинатите бранители, деца од социјално загрозени семејства, деца со посебни потреби и деца истакнати членови на Детската амбасада. Ова година Детската амбасада за сите деца во светот одлучи да додели орден за носител на мирот на АД Електрани на Македонија, значи Елем, а плакета за пријател на децата оваа година добива хотел Инекс Горица, Христијан Тодоровски и Алкалоид. Како и секоја година, така и ова божикниот ручек беше поддржан од локалната самоуправа на Прилеп и градоначалникот Ристески. Традиционално локалната самоуправа секогаш го поддржува и јас лично присуствувам на овој традиционален божичен ручек организиран од страна на Детската амбасада за сите деца во светот. Тука заедно поминуваме со повеќе стотини деца од цела Македонија, од различни целни групи. И во оваа прилика сакам да упатам пораката дека овој празник раѓањето Христово Божик треба да го поминиме со најблиските, а во оваа прилика нашите најблиски тоа се децата од цела Македонија и порачувам да понатаму во иднина имаат здравје, среќа, успех, радост, да имаат безгрижно детство и што повеќе да се сеќаваме на овие деца, не само на овие големи празници. Локалната самоуправа секогаш ги поддржува овие хуманитарни активности, ги имаме голем број хуманитарни активности во текот на годината, а ова е прв во новата година и во оваа прилика му го честитам Божик со големиот христијански поздрав: Христос се роди, навистина се роди. Ручекот традиционално го благослови владиката Петар, митрополит Преспанско-Пелагонески и администратор австралиско-новозеландски. Празникот Божик е раѓање на Синот Божи, кој од преголема љубов кон човечкиот род излезе од прегратките на Отецот и доброволно прифати да прими човечко тело. Така, денес малиот Бог е всушност оној кој го славиме. Радоста е голема за црквата наша света православна и затоа ние на секоја година на овој празник, кога се организира овој ручек во Детската амбасада за сите деца од светот, сме соучесници и заедно го доживуваме и празнуваме со сите овие деца овој голем и спасоносен празник, сакајќи да ја споделиме радоста со децата, но секако и да ја пренесеме нашата љубов кон нив, бидејќи иднината на нашата црква, но и иднината на целото општество наше македонско е во децата, идната генерација, идните генерации што доаѓаат и тука, како што беше веќе кажано, дека има деца од повеќе целни групи, но исто така од припадности на повеќе вероисповеди. Освен од православна вероисповед, на настанот присуствуваа и деца од другите религии. Оваа година за прв пат учествуваме за Божикниот ручек и многу ми е драго што учествувам, што сум дел од ова и би сакала сите деца да се еднакви во светот и Христос се роди. Мојата желба за Божик е сите да бидеме среќни, да има слога мир и љубов.
Се чувствувам прекрасно. Повеќе години сум дел од Божикниот ручек. Мојата желба е да бидам среќен за мојата фамилија, да има радост, љубов. Владиката Петар на отворањето на овој настан рече дека радоста за нашата црква била голем, затоа тие секоја година биле присутни тука, бидејќи нината на нашата црква и нината на Македонија била токму во идните генерации што доаѓаат.